Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Само вистина. Се надевам дека преку вечерешната дебата или преку вечерашниот ТВ дуел ќе понудиме малку повеќе кислород и ќе внесеме малку повеќе свеж воздух, но не поради тоа што е надвор подрасчистен воздухот, туку поради тоа што ќе понудиме решенија, излезни решенија преку нашите представници, она што тие ќе го пласираат и ќе го бранат како аргументи овде во денешната Само вистина, со цел како до поздрава животна средина и до почист амбиентален воздух. Наши вечерашни гости се заменик министерот за животна средина, господинот Јани Макрадули. Добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата, господине Макрадули, и Татјана Стојановска, долгогодишен, како да кажам, активист, борец во невладините организации. Посебно ве запознавме преку она го сакам водно. Еве, прво ќе почнам со вас. Секош приносим даваме нели на граѓаните, на репрезентите од и на дамите. Инаку обично, господине Макрадули, јас кога вака ни гостува еден од посилниот пол или како да кажам, тогаш почнувам за да нема дискриминација две жени и еден машно како и да е. Секогаш на страна на јавноста, докаде дојде иницијативата, докаде дојде работите поврзани со она иницијатива за спас на водно? Моментално сме на една мртва позиција, веројатно и господинот Макрадули е запознат со ситуацијата. Јас имам многу забелешки на таа тема. Не знам колку ќе биде спремен, бидејќи не знам колку ингеренциите на Министерството за животна средина се во таа област за која што имам забелешки, бидејќи господинот заменик министар ќе се повлече дека се не само министерство, но начално во моментот имаме багери позиционирани на две позиции. На едната позиција има дозвола за градба според Министерството за транспорт и врски од веќе проектирана траса за гасоводот. Но во рамките на преговорите во кои што учествуваше и Министерството на господинот Макрадуле, беше договорено од нивна страна беше превземана обврска дека таа траса ќе се измени. Ние не се договоривме, напротив, рековме дека не треба ни воопшто да се реализира, но ни упорно го изведуваат тој момент на промена на трасата. И сега на сето тоа иницирање пред јавноста дека прават промена на трасата, намалување на штетата која што ја нанесуваат на водно, повторно имаме ситуација во која што на врвот на водно дојде до недозволено движење на багерите и тие моментално се си уште таму. Јас не разбирам, ние имавме реакција јавна, па и до министерства, односно до инспекторатите, дека таму каде што моментно стојат багерите и каде што имаат почнато да рамнат, немаат дозвола за градба. Ниту пак од нашите нови информации, кои што поднесовме барање до Министерството за транспорт и врски, имаат поднесено барање за дозвола за градба на тој дел. Не разбирам како може ни еден инспекторат да не реагира на тоа, и покрај јавното изложување на тој момент и покрај нашите приписки со нив. Тука ме користам една прилика јавно да побарам, тргнете ги багерите, затоа што нас во рамките на гасоводот веќе четврти пат не се случува истата ситуација. Се вели не чекаме, излегуваат на терен, можеби излегуваат на терен па работат на некакви си, како да кажам, одговори. Ама како може да ви стојат багери на место каде што не смеат да стојат и да градат? Значи, тука мора да имате една брза реакција. Се сведува на тоа, мислам, и цело време ние наведуваме на тоа дека еве и за загадениот воздух немаме реакција. Него останува на тоа, чекајте да видиме, ќе ви одговориме, па ќе видиме, па ќе ги провериме документи. Што има да се проверува? Тој дел не е во трасата, тоа многу лесно се проверува и многу лесно може да се реагира и да се каже да, треба да се тргнат од таму. Така што тука го имаме господин нема што да се. Знаете каде е проблемот? Затоа што веќе четврти пат не се случува. Првиот пат верувавме на збор, да, нема проблем, ќе се договориме. Без никаков договор, со самостојна одлука на мер, се продолжува со работата. Тогаш имаше нели ситуација, ние излеговме во јавност и се прекина еден момент, за потоа насилнички се каже, ама ние имаме дозвола, продолжуваме и еден момент се повлековме. Стигна до место каде што исто така имаме некои законски забелешки во однос на ерозивен терен и застанаа на тој дел. Сега се префрлаат на друг дел и не чекајте, не работиме, само стоиме. Во кој момент ќе се деси повторно истото што се случи на другата страна? И кој ќе реагира за тоа? Ајде, можеби од прва рака заменикот министер ќе не информира господин Макрадули во врска со овие наводи. Па она што јас не барам алиби, не се повикувам на други функционери и министерства. Она што го знам дека после неколку јавни дебати што ги имавме со представниците на граѓанските иницијативи, продолжи градбата. Она што градот Скопје како компензаторска мерка го одреди од 700.000 евра
сега распределено во вид на неколку подкомпоненти. Садници кои ќе бидат поставени од северната страна на Водно, односно да гледаат кон градот Скопје, иако трасата не гледа кон градот Скопје. Ќе има инвестиција компонента која што ќе се однесува на ерозивните делови. И тука работат професори од Земјоделски факултет кои што се експерти по таа проблематика. Што значат ерозивни делови? Она што да не случајно се случи, да не се случи свлечиште, да не се случи ерозија, тие делови ќе бидат засадени, таму на тие делови ќе се интервенира и бидејќи толку дрва не се засадени на водно садници од периодот на ударничките акции во 50-тите години, дел од средствата ќе бидат наменети заедно во договор со граѓанските организации или во велосипедски патеки или во некои делови кои што ќе бидат атрактивни за сите граѓани на градот Скопје и за Македонија. Денеска на Комисијата за економски систем на владата започна процесот на секундарна дистрибутивна мрежа во Тетово и практично тие во очекување се да кракот стигне до нив и веќе има завршени проекти на приклучување на повеќе крупни објекти таму на гасоводната мрежа. Може ли само да поставам прашање? Дали се сеќавате дека во нашите претходни дебати нагласи и воопшто јавно изјавивте дека ќе има многу стриктна контрола од вашето министерство на тоа што се случува на гасоводот? Да. Дали сте свесни дека, односно дали имате информација дека немаше служба која што врши надзор при работа на ерозивно подрачје, односно немаше спроведена таква за набавка на фирма која што ќе го следи и ќе контролира работата на затоа и се пребаци работата на неерозивното подрачје. Ама они работаат таму веќе во ерозивен дел. За да може да интервенираме. Затоа каде се префрли работата? Дали на двата крака за да може да се заврши процесот на гасификација. А дали знаете каде се префрли, дали контролиравте? Дека таму нема дозвола за градба. Сакам да ви информирам дека МЕР достави елаборат за промена на трасата, во кој што тој процес, она што беше и договорено за промена на трасата, и се реализира да биде согласно она што го разговаравме. Денеска за жал, доцни Република Македонија со процесот на гасификација. Затоа малце повеќе средства има годинава за гасификација, бидејќи за жал не можевме да ги искористиме во минатата година. Денеска поради ова опонирање. Зборувам дека тоа е еден стратешки приоритет кој што помага во процесот на намалување на аерозагадувањето. И затоа замолувам и апелирам да во Западна Македонија, каде што луѓето патат од загадување, да можеме да донесеме еколошки извор на загадување, на затоплување извор на енергија, за да може драстично да го намалиме аерозагадувањето. Одговорно тврдам, она што ќе се инвестира, планот е направен, во садници, во објекти, реков, велосипедски патеки, 2 метеоролошки станици ќе бидат поставени. Сето тоа ќе помогне плюс и на граѓаните на Скопје, за да имат бенефити, но и на селбите кои што се или општините кои што се на тој крак како што е општината Сопиште. Еве Стојано, дали сметате дека изградбата на гасоводот по таа траса по која што значи ќе спаси многу човечки животи или ќе придонесе многу за прочистување на воздухот, отколку еве самата како да кажам, самото ваше опонирање да се промени трасата. Еве што се добива со тоа? Веќе скоро година дена како ние се бориме со владата да ја промени трасата. Значи апсолутно се уште не е изведена и немојте да мешаме изведена траса со рамнење на терен. Значи има уште многу за изведување. Досега за оваа година можеше да се направи една апсолутно недадена кон нас алтернативна анализа на алтернативни можни патишта, за кои што ние тврдиме дека ги има, и ни еден момент не се дозволи да дознаеме зошто не се избрани во рамките на претходните влади кои што ги донеле тие одлуки. Но знаете како еве зошто сметате ви дека е одбрана оваа траса? За да не се вложува средства во испитување на други траси? Не знаеме, не можам да сметам, не сакам да калкулирам. Јас знам само дека е избрана многу лоша опција, дека директно се влијае на градот Скопје и се апелира со тоа ние ќе направиме еден еколошки геноцид на Водно, ама вие ќе спасите животи во Тетово. Сега лично
знаете како кога ќе ги напишете, тешко ги наоѓате податоците, самите знаете дека Струмица излезе исто на врвот на едни од најзагадените градови во светот и во Македонија. Струмица е гасифицирана. Кој ви гарантира дека Тетово со гасификацијата ќе го решиме и ќе спасиме човечки животи? Никој не гарантира. Далеку од тоа дека сме против гасоводот. Но прво правите еден еколошки геноцид на водно, значи узурпирање на заштитено подрачје, а од друга страна правите ни апелирате дека со тоа ќе заштитиме други. Апсолутно не се согласувам. А друга работа е што уште многу време тој гасоводот низ водно нема да се изведе. Тоа ви е и вас јасно. Прво кај вас не е завршен елаборатот. Тој елаборат треба да иде на одобрение во Министерство за транспорт и врски. Има тука исто еден момент. Министерството за транспорт и врски се уште нема дадено дозвола. Јас пак ќе ве прашам. Кога рековте дека внимателно ќе нагледувавте, како можете да дозволите багерите да работат на терен за кој што немаат дозвола? Па извинете, ама не е во ред. Ама ќе имаат дозвола. Како можете така? Па збориме за почитување на закони и збориме за министерство кој што треба најмногу да внимава на тој момент на почитување на заштита на природата. Затоа што без елаборатот па на кој начин им дозволувате да копаат, да рамнат на тој дел? Затоа што инспекторите одат на терен и гледаат што се случува. Ама нема дозвол и како може тогаш да го дозволат тоа инспекторите? Како може да не казнат, како може да не ги отстранат багерите каде што нема дозвол? Дали сте свесни дека моментот кога градеа на ерозивно подрачје што велите, дека прекинаа со градба затоа што е ерозивно подрачје, нема ни дозвола за сеча издадена од град Скопје. Ми се кажа во министерство, во инспекторатот на град Скопје дека да, дадено е барање за продолжување на истата. Не беше. Моментот ја кога се јавив на инспекторот Мирослав, дозволата не е побарано продолжување на дозволата. Наредниот ден беше побарана. Значи никаква контрола. Ние граѓаните треба да правиме контролата. Знам дека инспекцијскиот надзор не е под ваша надлежност, ама вие си ветивте, сами ветивте дека ќе има засилен мониторинг на тоа што се случува на водно. Тоа го правиме. Ама апсолутно вие информациите само од нас ги добивате. Никаква друга информација не точно, јас лично со инспекција. Зошто се таму тогаш? Добро, јас лично со инспектори сум бил горе на терен и сум ја видел трасата. Лично со инспектори од Државниот инспекторат за животна средина. И знаете дека таму нема дозвола каде што се ископа. Не, јас точно знам дали се контролира или не она што е од аспект на животна средина, биодиверзитет, што се случува. Ама они нема дозвола да работат. Како може да работат? Јас сакам да ве уверам дека во целиот овој процес на животна заштита на животна средина, компензаторските мерки се едни од доста ефикасните алатки. И сега ви имате повеќе садници, повторувам, од оваа страна, од северната страна на водно, што гледа апсолутно што гледа кон Скопје за да го зголеми кислородот, а трасата е од другата страна, трасата која што ќе биде покриена со трева и која што се работи. Велите ги имаме. Апсолутно све планот е готов, па го чекаме февруар да дојде крајот. Не, тоа е све одредено и локациите се одредени. Само не очекувате сега да се сади. Иначе тие средства се одредени 700.000 евра. Реков, бидејќи се премногу садници, комисијата што работи во јавна расправа ќе одлучи дали остатокот од средства ќе биде наменет покрај тоа што ќе се постават 2 метеоролошки станици, дали тоа ќе биде некоја велосипедска нова патека за оние љубители на авантурата низ водно или ќе биде за некоја друга намена, но тоа ќе се реализира во најскоро време, бидејќи сега условите временски тоа не ни го дозволуваат. Знаете како испа и ова ваше, во слушате, ние ќе го кршиме законот, ама знаете ли што ќе направиме со парите? Ние не сме скршиле, ние не сме прекршиле. Еве, дали сметате дека ќе се задоволат овие компензаторски мерки, да речеме, еве граѓанските иницијативи? Не, ние кажавме дека никакви компензаторски мерки не може да покријат штетата што ќе ја направат. Имате еден пример во Барселона, може да го видите, каде што со компензаторски мерки пробиен еден дел, каде што има многу примери за екосистемски услови, каде што се случува и тоа е еден начин како да се спаси дел. Она што како садници одговорно тврдам ќе биде засадено, не било засадено од 50-тите години кога започнале ударничките акции на водно, кога било голо брдо. Јас имам уште забелешки на темава, значи не сакам да остана на тоа, има компензаторски мерки. Во моментов се крши законот и никој не одговара за тоа. Вие како министерство треба да сте најзасегнати да го потегнете тоа прашање. Вие не застапувате нас, не владата. Вие треба да кажете тука не е во ред, не може да сечат додека немаат од нас добиено издадена односно одобрена таа одобрен ли е елаборатот? Рамки завршено во Министерството за животна средина?
а не додадена дозволата од Министерството за транспорт. Ама сега вие ме прашавте, вие ме прашавте за мене. Така? Не, јас сакам да го видам тој прво да го како можете. Не, извинете. Гледате дека не е се уште издадена дозволата и велите окей, јас ја завршив работата, парите ги имаме, нека прават што сакат. Па немојте така да се изимате така одговорност. Не, јас не бегам од наша одговорноста. Наша одговорност да донесеме гасификација, да дозволиме гасификација до еден од најзагадените делови во Западна Македонија, тоа е Полошкиот регион. Се разбира без закон. Без кршење на закони се разбира. Во моментот што барат багерите таму, како ги дозволи? Извинете, не ми се одговори што барат багерите. Јас само сакам да кажам дали владата има стратегија еве да ги порамња, како да кажам, овие неусогласености со невладиниот сектор за да може проектот да продолжи без пречки. Не, проектот си тече. А што ако ќе повторно се соберат луѓе пред багерите, да речеме? Па добро, проектот тече, ние и пак застане. За разлика прв пат некој да ве подсетам во интерес на јавноста, не мислам јас, мислам дека си ветив дека не зборувам за минатото, само во интерес на јавноста ќе кажам, на јавната расправа за кога се одржа повикот за јавна расправа за процесот на гасификација, имало 0 пријавено граѓани. Мене ме радува што сега се погласни граѓаните, бидејќи тоа допринесува за подигнување на свеста и за поинаков пристап кон заштита на животната средина. За прв пат бе организирани јавни расправи на неутрален терен, со неутрален конференција, на водно ја организиравме Министерството животна расправа. Немало пред 2015-16 кога се одлучувало. Тогаш никој не зборувал. Тогаш имало 0 пријавено дискутанти. Но таа молчаливост не ни помага сега, не ни алиби. Затоа ние отворено влеговме во дебата и во град Скопје, и на просториите на водно, за да можеме да ги расчистиме работите за еден стратешки проект во кој што одговорно тврдиме дека она што процесот на гасификацијата може да го поремети со компензаторски мерки и како ќе се надокнади. Вие сметате дека тој проект е добар, така? Гасификацијата е стратешки. Не гасификацијата, минувањето на трасата низ водно. Тоа е според кост-бенефит анализата најоптималниот пат. Повторно се враќаме на тоа, вие како Министерство за транспорт и за животна средина најмалку треба да мислите на кост-бенефит анализата. Ама зборувам кога се носела одлуката на владата, јас морам да... Исто така постои можност таа дозвола за градба исто во рамките на Министерство за транспорт и врски се понешти, постои можност за внатрешна ревизија, како се донесени се работи за една студија, односно нели влијание врз животна средина кој што е постара од 5 години во моментот кога е издадена дозволата. Добра, ама елаборатот ја оценет сега од страна на вработените на Министерството. Зборите за елаборатот, зборам за претходната постапка, што велите. Таа постапка ние најдовме многу недоследности, поради нетранспарентноста не се стигнало да се реагира навреме, а сега велите тоа е добра, супер, според кост-бенефит анализата, тоа е најоптималната траса за да може гасоводот кој што доаѓа во Скопје од едната страна се префрли во Западна Македонија. Знаете како кост-бенефит? Нема друга траса. Да речеме што нема има или е поскапа, или е не знам теренот повеќе земјоделско земјиште би се уништило, низ повеќе критични региони би поминала, блиску до Вардар и така натаму и така натаму. Значи ова е најбезболна од секаков аспект. Плюс сакам да кажам, заради таа иницијативност, владата донесе одлука да се донесе конечно закон за водно, за матка и за газибава, заедно со помош на нашите пријатели од UNDP, беа ангажирани, тие распишаа тендер, беше изработена консултантска куќа и фирма која што го заврши зонирањето на матка, сега го завршува зонирањето на водно. Не, тоа не е точно. И тие Не, пред 3 дена беше објавен тендерот за наоѓање на стручни лица кои што ќе го за водно. Ама значи не се уште ни за матка е завршено. За матка да, за водно не. Да, за водно е распишано. Распишан тендер за ангажирање на стручни лица кои што ќе вршат зонирањето. Зонирањето е отпосле. Ова е само за да направат една евиденција, односно контрола, односно дефинирање на статусот на водно. Значи распишаниот тендер за ангажирање на консултантска куќа што ќе заврши зонирањето. Ако сакаме да зборуваме како што е ред. Инаку можеме да се расфрламе вака, како сакаме. Не, апсолутно. Значи, за матка е завршено зонирањето. Така. Консултанти од странство
го одредиле. Сега таа влегува во стратегијата која што ќе се донесе на стратешкиот план кој што ќе се донесе до Министерството за животна средина и ние ќе го предложиме до владата. Истото ќе се случи и за водно и за газибаба. Значи за прв пат ќе се донесе закон поново и закон за заштита на природата, согласно новиот закон за заштита на природата, за водно и за матка и за газибава, во кој што ќе се дефинира што се може да се прави таму. Кој дел ќе биде зона на активно управување, кој ќе биде на одржлив развој или кој ќе биде на строга заштита. Само на тој начин можеме да продолжиме понатаму. Само уште една секунда, во тој дел на заштитени подрачја, мене ме радува што имаме една експлозија позитивна оваа година. Ние ќе влеговме во процес на прогласување на заштитено подрачје на Соговските планини, на Ченгино кале. За прв пат на влада го отворивме процесот на Јабланица да стане национален парк и со прогласувањето на Шар планина за национален парк, ние уште во 2019 година ќе го завршиме таргетот што ни е за 2020 година во однос на заштитените подрачја. А кога сега ќе најавам пауза за реклами, така пауза за реклами па продолжуваме со Самовистина. Почитувани гледачи, продолжуваме со вториот дел на ТВ дуелот Самовистина. Како што веќе знаете, наши вечерашни гости се заменикот министер за животна средина господинот Јани Макрадули и Татјана Стојановска од невладината коалиција О2 и за спас на водно. По повеќе иницијативи го сакам водно и дел од повеќе иницијативи кои што имаат презнак на заштита на животната средина. Господине Макрадули, пред економско-пропагандниот блок вие зборувавте за еден нов сосема закон кој што не е дел од досега не бил воопшто дел од законодавството на Република Македонија, што значи заштита или закон што ќе ги уредува тие заштитени зони, како ги велите вие. Може ли малку да објасните што ќе значи тоа, што ќе добие Македонија со тоа и крајаните? Па бидејќи ние во владата го сакаме водно и ја сакаме матка и често престојуваме таму. После иницијативата која што се случи за продолжување на изградбата на делницата од гасово од Скопје кон Тетово и Гостивар, беше донесена одлука на владата да се донесе закон за водно, за прогласување на водно за заштитено подрачје, за прогласување на матка за заштитено подрачје и за парк шумата Газибава, согласно новиот закон за заштита на природата. И таа задача ја доби Министерството за животна средина. Среќа во тој процес за да се убрза ни помогна UNDP со проектот за заштитени подрачја, кој што во овој момент имаме 30 низ Македонија што се случуваат и има еден одгличен напредок што мене исто така ме радува. И тие ангажираа консултантска куќа, за матка е компанијата Унига, и што дефинираат тие? Тие ги дефинираат зоните. Согласно законот се дефинираат заштитена, строга заштита во кој што ништо не може да се прави, зона на одржлив развој или на активно управување. Тогаш зонирањето нас ќе ни го трасира патот за сите идни проекти, сите идеи што било кој ќе ги има за водно, за матка или за парк шумата Газа, што ќе може да се прави. И тоа мислам дека е една новина која што ќе му даде квалитет, бидејќи го сакаме и водно и матка, и Газибава, практично ќе даде на насока како треба да продолжиме. Тоа е европски барање од нас, дали сакате по заштитени подрачја, дали за Натура 2000, практично ние одиме во правецот на подготовки за процесот на преговарање. Бидејќи во процесот на преговарање прво што ќе не прашат, едно од прашањата ќе биде процентот на заштитени подрачја. Мене ме радува што градоначалниците во североисточниот регион имаат една таква визија, се сложија за Осогово и за Ченгино кале, има раздвижување за Шар планина. Ме радува иницијативата заедничка на градоначалниците на Вевчани и на Струга за Јабланица да се прогласи за национален парк. Тоа помина на владата таа иницијатива и практично ќе дојдеме во една ситуација каде што процентот на заштитени подрачја што е како таргет од 9 брзо ќе го покачиме на 12% а верувам дека со Шар планина ќе заокружиме на 15% и година дена порано ќе ги исполниме таргетите што се бараат од нас. Во однос на заштитените подрачја. Заштитените подрачја, а во однос на Европската унија апсолутно, Европската комисија, преговори што ќе се водат во иднина. Еве, господин Стојановска, што уште сакавте да додадевте за водно, да речеме и да преминеме на друга тема. На незаконитоста на моменталното поставеност на багерите горе на врвот на водно, значи во ред ние имаме компензација од мер затоа нека стојат таму багерите ако е тоа незаконски, така и ова ми личи. Ќе правиме зонирање, ќе создаваме закон за водно, каде што
зонирање ќе се прави во момент кога имаме три градби: градба на Кулата на Ај, градба на Сончевиот град и патот за Сончевиот град и градба на Гасовод. Какво е тоа зонирање? Каква е тоа студирање, односно проучување на водно кога вие имате во моментот градби? Според мене треба првен да прогласите мораториум на се што се случува таму, да се направи една увид во ситуацијата, во моменталната ситуација, па потоа да се врши зонирање. Вие сакате истовремено да градите Гасовод, да градите Кула, да градиме Сончев, значи градби имате таму и велите, ама ние ќе процениме што е за заштитување, што не. Па што ќе заштитите кога вие ќе го изградите? Да ќе штитиме згради? Па тоа е работата затоа што за жал тогаш беа молчаливи многу луѓе. Ама сега не се, еве, се случија некои градби и затоа ние сега сакаме тој пат кон Сончевиот град и таа ерозија да ја заштитиме. Дека некој е направил белјата. Но ние како одговорна влада сакаме да го решиме тоа. И затоа нема сите средства да ги потрошиме за било какви садници. Напротив, туку дел што е од ерозивното подрачје, ќе го интервенираме со садници врз база на научни студии од експертите од Земјоделскиот факултет и Шумарскиот факултет, за да може да го спасиме нешто што е направено од порано. Но да не ги бараме виновниците, јас сум приврзаник на решенија. Начинот ви е ист како и за решавањето на загадувањето. Значи, решаваме нешто, мора така да биде, независно дали какви се последиците, ама ние да покажеме колку тоа убаво го правиме, колку тоа брзо ќе го изреализираме. Мислам, знаете како, владата кога донесе одлуки во однос на нашава комуникација за водно, имаше заклучоци дека во рок од 30 дена треба да се донесе заклучокот гласеше треба да се донесе законот за водно, што од самиот почек самата таква декларација да се донесе законот се знаеше дека е неостварливо. Океј, го тумачевме дека за 30 дена ќе започне со законот за водно. Законот за водно не е започнат. А денеска сме кој е февруари. Значи, вие велите едно, ние ќе направиме исто и за Шар-планина. Тоа кажувам. Прво процесот за да се дојде до закон, значи мора да се направи прво зонирањето. Затоа се избринени. Тоа е тој закон што предвидува зонирање на одредени области. Така. Мислам дека не соодветен збор инертни, тоа друго значи. Значи, избрана е компанијата, реков компанијата Унига, направила на матка за водно зборено. Може да завршам. Извидете. Ако може, да. Таа го заврши зонирањето на матка. Потоа студијата за матка по закон се испраќа до Министерството за животна средина. Министерството за животна средина проверува дали студијата е направена согласно правилниците и го доставува до владата на предлог. Но истото и за водно. Распишан е тендер за консултант кој што го изврши зонирањето. И зонирањето потоа доаѓа со студијата за водно кон Министерството и Министерството го става до влада. Значи, ние имаме едниот матка, верувам дека до јуни 2019 ќе го имаме законот за матка донесен. Во септември, октомври ќе го имаме и законот за водно. За водно. На моментално градба на 3 градби на водно. Ќе носите закон. Секоја чест, мислам, на начинот на носење на законот. Не, добро, ако па треба да се направи мораториум. Вие велите треба да продолжи ли вас некој во изработката на тој закон да учествувате или да ги слушате вашите аргументи? Не, ние не бегаме од тоа кога ќе Министерство превземе обврски, тој јавно го кажа. За матка конкретно, тоа знам, да, ќе има можност да ли се што мислите вие, кој е вашиот впечаток и искуство, дали е владата отворена за да приме и сугестии, да речеме? Апсолутно не, во однос на водно, ви кажам. Оние имаа веќе донесено одлуката. Они ни декларираа една отвореност, но во однос на тоа да не сослушаат, да не послушаат ни еден момент, искрено кажам. Еве и сега кажувам, како можете да правите закон со моментални 3 градби, ме велат тоа е начинот. Тоа никаде не е начинот освен кај нас. Значи не сослушуваат на таа тема. Добре, еве можеби овие пораки ќе стигнат до таму до каде што треба. Продолжуваме со високата и енормна аерозагаденост. Вика Македонија доживува еколошки холокауст, се врши еколошки геноцид, бројката на починати на годишно ниво расте од година во година, но ние сме сите дел од тоа да и сите помалку треба прстот да го впериме едни кон други, кој е виновен за таа состојба, но тоа нема да ни промоне многу и она што вие рековте, господине заменик министер, дека е време за акција, а не за да кажуваме кој бил виновен. И веројатно сите ние и од почетокот на независноста на Македонија, можеби и претходно, дека многу малку се внимавало на животната средина, верувам ќе признаеме сите. Денеска претпоставувам го прочитавте извештајот од заедничкиот ревизорски извештај за квалитет на воздух на Европската организација на врховни ревизорски институции.
Дали е тој издржан извештај, дали сметате дека е објективен, во него се назначени неколку, како да кажам, параметри, дека главниот причинител на аерозагадувањето во Македонија потекнува од индустријата, на второ место се семејствата, домаќинствата, па на трето место се е возниот парк и сето друго понатаму. Меѓутоа, упатува и на многу системски недоследности, неиздржаности, дека координацијата помеѓу институциите била незадоволителна, дека немало соработка на локално со централно ниво, дека не е соодветно имплементирана владината политика за квалитет на воздух и така натаму, да не го читам цел извештај. Како го оценувате овој извештај? Па тој извештај кој што датира од 2017 година, кој што лоцира некои точки кои што делумно се точни, делумно не се точни. Апсолутно е погрешна констатацијата за индустријата, бидејќи таму е само лоцирано и земено рек Битола и влијанието на CO2 и SO2, а не на она што најмногу нас не мачи во Скопје и во Тетово, и во Куманово, и во Битола, тоа се ПМ частичките. Тие најмногу По природата на хемискиот состав и она што е научно докажано во цел свет, 90% ПМ частичките се создаваат од загревањето на дрва заедно помешани со други додатоци. И тука сите студии тоа го покажуваат. Она што се сложувам, тоа и не поттикна нас и кога во процесот дојдов јас во Министерството и се создаде таа интересорска работна група, односно се видоизмени. Прво беше да ги вклучиме граѓанските организации, кои што членуваат за прв пат во интересорската работна група. Принцип на работа има поголема координација и поголема одговорност или делење на одговорноста помеѓу сите институции, се разбира, наша е најголемата одговорност. И затоа, бидејќи состојбата е таква каква што е, владата немаше дилема, за прв пат една влада донесе стратешки план за намалување на аерозагадувањето. За прв пат програма на владата за аерозагадувањето е дел од еден буџет на Република Македонија. За прв пат во овие 28 години. И за прв пат има одвоено средства за справување со аерозагадувањето наменски, покрај другите средства што постојат, кои што придонесуваат исто. Бидејќи е таква ситуацијата. И за прв пат имаме влада која што не вели дека не е загадено, напротив, ја делиме судбината со сите граѓани и сакаме заеднички да го решиме, се разбира, повторувам. Заедничко е решението, одговорноста е наша. И затоа уште еднаш ја користам приликата да апелирам секој со својот придонес, се разбира, наша е одговорноста, но да влезиме во еден процес на акција. Нема да помогне ако јас се жалам на градбите, на зеленилото што го нема, на било што, туку напротив се посветуваме на акцијата и тоа е моето мото. Како со планот имплементацијата да влезиме во замена на 1000 во овој момент објекти што загадуваат, во јуни месец тие да бидат да не загадуваат. Најмалку 1000 објекти кои што во овој момент загадуваат, нема да загадуваат. И тоа е еден план кој што како во секој училиште и градинка, наместо бетон, да ставиме малку зеленило, да посадиме дрва. Не палми увезени од некаде, енормно скапи, туку автохтони што ги има на универзитетот, односно на факултетот за земјоделски науки и храна и шумарскиот факултет. Како оние делови во кои што за жал има отпад да ги исчистиме и на нивно место или да поставиме спортски реквизити или да поставиме некои детски реквизити, да го оплемениме просторот. Значи, тоа е нашата цел и тоа е план кој што мене ме радува што добива масовна поддршка. Пред се во овој момент она што го разговарам со многу меѓународни фактори кои што длабоко се навлезени во оваа област и верувам дека со една заедничка акција во тој план има предлози од граѓанските организации кои што се вклучени. 3 предлози и повеќе, 3-4 предлози од граѓанските организации се дел од тој план и само е тој начин како треба да продолжиме да работиме. Вака, има тенденцијата е во рок од 2 години за 50% да се намали со овие и вакви мерки, за 50% да се намали, што е сепак процент амбициозен за е планот. амбициозен план, сепак процент ако се постигне, да може... Проблемот е голем, неодговорно би било да не сме амбициозни.
и како влада претпоставувам, и како граѓани, и како граѓански издруженија. Јас сакав уште за ова да ве прашам, па потоа вам ќе ви дадам збор госпоѓа Стојановска. Денеска и градоначалникот на Скопје имаше пресконференција, па праша нели да го коментира извештајот на ова Европска ревизорска куќа. Вели во однос на она што го имаме како ингеренција, градот го има постигнато максимумот во она што можеме да го направиме. За жал не секогаш имаме одговорен однос од останатите институции. Очекувам дека таквата координација ќе ја подобриме. Едно од моите инсистирања е малку да се забрзаат процесите и индивидуалната одговорност на секој носител на државна функција што го раководи органот кој што треба да биде дел од таа координација. Еве препознаваме овде некакво незадоволство од страна на градскиот татко за некаква си недобра координација во однос на влечените потези или исполнување на обврските на локално, на централно ниво? Па, за жал има обврски кои што не се исполнети. Например, денот кога беше прогласено алармантна состојба, бидејќи ние не можеме да им наредиме на локалната самоуправа, за жал не сите градоначалници го почитуваат да ги запрат градбите на одредени градилишта. Тоа, господине замениче министер, како велите ќе имаме многу мерки што ќе оплеменуваат, секој катче да се оплемени. Да. Може ли тие мерки да се стават во трка со градежната експанзија, која што не престанала? Може ли да се тркаат воопшто? Може, бидејќи донесениот закон за урбано зеленило, во кој што се дефинира процентот на зеленило што треба да го има во градба. Го има и сега тој процент, меѓу колку се почитува? Па, мора да се почитува, тоа е работата. Да. Она што е наша иницијатива во рамки на интересорската работна група, ние ќе предложиме законски решенија во кои што, например, и тоа и градот Скопје го има заеднички. Сега кога сакате да градите објект, вие мора да донесете проект за вода и мора да донесете проект за струја. Сега ќе мора да донесете и проект за грејање. Жално е, например, Пуик, кој што е собственик на мрежата на парно грејање. Кога во претходниот период зеле да ја градат зградата, ја градат зградата врз парното и не се приклучуваат на парно. А на што се приклучуваат? Не знам како ќе решат грејањето, бидејќи се гради зградата. Тоа е апсурдно. Ако бидете вие во дел во кој што инфраструктурата ваша е одма до централниот систем за грејање или до гасоводниот систем, вие ќе мора да се приклучите на тоа. Не може во една зграда да не се приклучите и да се греете кој како сака. Тоа не постои земја нормална и европски град каде што е тоа дозволено. Второ, ќе влеземе во процес на забрана на користење на јагленот за грење и тука очекувам најмногу помош од граѓанските организации. Што вели истражувањето? Колку семејства во Македонија, грубо кажано, колку се греат со 770 во Скопје, 43 во центар општина. Замислете, во центарот на најголемиот град, во главниот град, 40 на семејства се греат на јаглен, во Скопскиот агломерацијски регион тоа е 770. За жал има и многу објекти кои што се од како хостели или други објекти или фабрики, мини погончиња кои што тоа го прават. И затоа тоа е еден непопуларен закон, но кој што со негово донесување драстично ќе се намали ќе се намалат штетните емисии во воздухот. Госпоѓа Стојановска, еве, вие сте и дел од коалицијата О2, рековте дека е веќе формирана како здружение, така па иницијатива, да. Од иницијатива во здружение се надевам сега ќе биде полесна комуникацијата. Па не, тие се поделија, ние не се поделивме и останавме. Не, вие, да, добро, ќе биде полесно да се апсолутно по име. Не, најубаво е по име и презиме да се комуницира, да. Апсолутно, ние со име за тоа што го збориме. Да, еве, околу овие мерки во владата, дали бевте консултирани, рече господинот Макрадули дека околу 3-4 така? Во септември, мислам 2017, упатено барање од повеќе граѓански организации со мерки кои што треба да ги преземе владата, они презеле многу мал дел од тоа, морам да кажам, и тоа најопштите, затоа што се таму многу поконцизни мерките наведени кои што би требало да се не ги носам со мене. Јас само би сакала првен да се навратам на еден ги знам мерките. Не, сакам да се навратам затоа што сега беше ставен во активност, па и покачените нели. Ќе се навратам, имам доста мерки кои што сметам дека не ви се во ред. Него сакав да се навратам на самата оценка што велите, што се обидувате да релативизирате во однос на мерките против загадувањето. Значи, ние имаме направено една оценка на програмата за намалување на загадувањето и нашата оценка е комплетно иста како што е оценката на ревизорите. Апсолутно се согласуваме дека овој план е план ќе направиме.
ќе се донесе законот. Тој е повеќе декларација отколку план за намалување на да ние декларативно ова ќе направиме, велите 1000 објекти. Дали знаете кои се тие 1000 објекти кои што ќе ги замените, нели? Ќе ги Општините ќе се ги изберат тие, бидејќи ние не сакаме да ги повторно ме разбирате, значи тоа не е ништо точно, ама ќе се случат, ве молам. Баш и тогаш тука се наведува, ќе се задржам да не шетам, има многу точки кои што ги забележуваме, но еве во моментот нели се наведува дека најголем загадувач е индустријата и наведувате дека тоа е поради рекбитола, точно на ниво на Република Македонија е точно, на ниво на градови можеби не. Но тука еве сме на момент на вистината. Вие сте изјавиле минатата година дека до октомври РЕК ќе добие интегрирана А дозвола. Дали тоа ќе се случи? Еве. Не сум рекол такво нешто, него како не го гледа? Не, како гледа ваша изјава дека до октомври во 2019 ќе се добие интегрирана А дозвола. Тоа уште нема абер, значи се уште е октомври 2019. Тоа сте го изјавиле и сега не ви излажам точно го ја гледа вашето интервју. Не, кога сме сега? 2019 февруари. Па не, ја ве прашам дали ќе се случи тоа. Не, тоа викате дека не се случило. Не, дали ќе се случи? Не, ние имаме индици дека не може да се случи затоа што има многу моменти кои што не се Не, јас само ве прашам дали вистина дека ќе се случи. Сега ви викате не, значи воопшто тогаш кога се го изјавиле, значи не е точен момент. Тој момент. Во однос на тоа како ќе се изведуваат тие проекти кои што ги, односно план кој што го имаат наведено, не се тоа проекти, да се барем проекти детални опишани, можам и да разберам. Овдека нема детален опис на активностите, нема кој ќе ги спроведе, кој ќе ги координира, кој ќе одговара за нивно спроведување, како ќе се прават извештаи, на кој велите општините ќе видат тоа. Значи тоа воопшто не е дефинирано се уште. Тоа ми испаѓа нешто како Зелениов катастар кога го прави, ама ние попишуваме, али само тоа што е под ингеренција на градот Скопје. А зеленило под ингеренција на градот Скопје, а зеленилото под ингеренција на општините, па тоа они ќе се попишат. Само се делат тие одговорности од една на друга институција. Апсолутно нема заедничка комуникација. Кај вас се одела на повелете. Јас не мислам дека шпекулациите и измишлјотините ќе го решат загадувањето. И затоа јас ќе продолжам да се борам за намалувањето на загадувањето без оглед на сите овие шпекулации. Морам да ве прекинам во однос на спомнавте вие за градби, за проекти за грејење и слично. Знаете дека имаме предлог закон за просторно и урбанистичко планирање. Каде беше Министерството за животна средина да изреагира дека стратегиската оценка за влијание врз животна средина, која што има во стариот закон, сега веќе не е обврска, која што мора да се направи при градба. Дали знаете дека Министерството за животна средина има дадено забелешки за законот? Не знам дали има дадено. Имате ли дадено? Дали сте дале? Супер ако сте дале. Значи тоа го завршивме. Понатаму? Ма не, добро, како вака да ви кажам, може ли да, ако во интерес на граѓаните, мислам дека несериозни не треба да бидеме за вака сериозна тема во која што гинат луѓе. Да, апсолутно. Апсолутно мислите дека е несериозно. Затоа, ако сте дале забелешка, затоа ве молам, ако бидеме коректни, ќе кажеме дека членовите на О2, само не знам кои се, тоа е проблемот, што се членови на интересорската работна група, го виделе овој предлог уште пред 2 месеци. Дека на јавната покана на средбата во владата помеѓу граѓанските организации и нас за дебатирање на планот исто беа поканети. Дека во рамки на таа иницијатива беа прифатени 3 предлози на таа средба и 3 предлози од други граѓански организации се инкорпорирани во овој план. Во овој план што е сет мерки, така. Ако го видите планот, во кој што има детално опишано по месеци, по активности, ќе погледнете дека се прифати предлогот на господинот Горијан од Мој воздух за изработка на веб страна, за транспарентно објавување на сите активности кои што треба ќе бидат во рамки на планот и ќе бидат доставувани на јавност. Ако го погледнете планот, ќе погледнете дека се прифати предлогот на Екогерило Тетово за поставување на филтри во некои фабрики кои што произведуваат намештај во Полошкиот регион, а и во други региони. Ако го погледнете планот, ќе погледнете дека е прифатена иницијативата на Екосвест, да заедно ги откриеме кои се тие најранливи категории на домаќинства во кои што треба да им ги замениме нееколошките печки. Ако го погледнете планот, ќе видите дека има
серија на мерки кои што се дефинирани по месец и по рок. Ама кој рече дека не сте ги прифатиле? Убав ви е планот, ама е само декларативен. Кој ќе ги изведе? Каде го имате тој момент? Или тоа ќе биде? Знаете дека велите дека тоа ќе го направите во овие 2 години. За колку време што ќе направите? Колку во првата година, колку во втората година? А не сте го прочитале планот, тоа ќе сакам да кажам. Тука се пише во кој месец што ќе се прави. Значи идната недела ќе започне планот символички преку Кузман Јосифовски Питу студентскиот дом, во кој што има 490 студенти, во кој што за жал се трошат 230 тони мазут годишно, или државата плаќа 7,5 милиони денари за тоа, а кога ќе го поврземе на парно грејање на централниот систем, топлинската енергија ќе кошта 5 милиони, значи ќе заштедиме. Во едно градинка во центарот на Скопје, кој што за жал троши 20 тони нафта, и тоа ги чини граѓаните 16.000 евра, со поставување на 10 инвертори, ќе се плаќа само 1.600 евра за време на зимскиот период, плюс како плюс додатна вредност ќе има и ладење, а тоа ќе придонесе за целата година. Животна средина, да. Во средното земјоделско училиште, кој што во Тетово прокиснува кровот и се греат на разни извори, ќе биде поставен зелен кров, ќе бидат поставени фотоволтаици, и тоа нема да биде извор на загадување. Покрај тоа, секоја во Ѓорче Петров, во основното училиште, кој што се наоѓа во близина на реката Вардар, заради близината ќе се постави топлотна пумпа. Овај план има индивидуален пристап, има јасни проекти кои што ги прави и кои што ќе влеземе во масовна имплементација за бидејќи согласно законот за јавни набавки ние мораме да го направиме повикот, после повикот следи повик за набавка на 1000 инвертори време, и 200. време и така. Не, но имаме точно став во кој што ќе одиме. Зошто јас ги споменувам општините? Не е природно ние да одлучиме оваа градинка. Може и општината ќе речи 2 милиона евра се доволни. 2 милиони евра ви се доволни, добро. Па имате 251 инвертор, ја не сум претходно за финансиска подршка чина ми Светска банка влезе за подршка Светска банка го подржа проектот, го подржа планот. Не, тие ќе излезат со анализа. Има интересни податоци во нивната анализа. Јас ја чекам да се појави. Се разбира, овие средства не се само тие. Например, досега од согласно законот за животна средина загадувачот плаќа и се собираат средства околу 400.000 евра оваа година. Досега општините кои што се опфатени од тоа можеа парите да ги потрошат и за други активности. Сега го сменивме тоа и само доколку донесат проект за намалување на загадувањето, а например Битола има сума од 240.000 евра, тогаш тие ќе им ги одобриме тие средства. Плюс на тие средства имате 10 милиони денари кои што се за граѓански организации, за академската заедница, исклучиво за проекти за намалување на аерозагадувањето. Во Фондот за иновации и технолошки развој има 12 компании кои што добиле средства за намалување на аерозагадувањето и плюс, ако го погледнете буџетот на сите министерства, отприлика 22 милиони евра се за намалување на аерозагадување. Добро, како средства, еве ќе речеме во рамките на буџетот имаме секојдневно поддршка. Еве можам да кажам дека заради настанот што се случи викендов, по заради наше протестот, мислите? Не, мислам на инцидентот за жал што се случи во гинекологија Чаир со лошиот квалитет на мазутот. Со лошиот квалитет. Господин Шилегов рече дека за месец дена ако не се коригираат ќе стави клjuč на гинекологија. Бидејќи бебенцата се приоритет, утре ќе биде донирани 10 најквалитетни прочистувачи од Blue Air. Среќа представникот на Европа беше тука во Македонија и утре 10 привремено да го решиме додека го ја поврземе гинекологија Чаир на системот за гасификација. За месец дена ќе се поврземе, има шанси, бидејќи месец дена Шилегов даде проектот постои. Административно ако успееме да го завршиме, ќе го завршиме, но тој проект ќе биде завршен и гинекологија Чаир ќе биде поврзана на гасоводната мрежа, но наша одговорност е ден поскоро да не има штета врз бебињата. Ние утре ќе донираме преку
компанијата 10 најквалитетни прочистувачи да го заштитиме здравјето на најмалите. Па не е проблем здравјето внатре во просториите, тоа издувните гасови се надвор, мислам. Тоа ви е само едно прокламативна мерка, ве молам. Што се случува, спомнавте за парите кои што доаѓаат во... Ако мислите дека не треба да ставиме 10 прочистувачи, кажете. Не, апсолутно. Па добро, ама не, кажете, дали е добро 10 не, ама тоа не е тоа решение, вие што го кажувате. Не рекол дека е привремено решение. Друга работа е, ако веќе сте вие така добар планот, зашто гинеколошката клиника, гинекологијата во Чаир не ви е земена во обзир во тој план? Не е земена. Затоа тој процес не е повр, ама гасификација процесот си е паралелен процес. 1.540.000 денари има за гасификација во Македонија. Јас одговорно тврдам дека и болницата... И тој не ви е имплементиран во овој план. Па не, тој е паралелен план. Па тоа сакам да кажам. И информациите не ви се доволно добри и точни. Ама не е лесно да, ама најлесно да се напаѓа. Тоа нема да го намали загадувањето на воздухот. Ве замолувам, приклучете се на планот, планот е добар. Одобрен од Светска банка, од Светска здравствена организација. Видете, јас тоа што го имам. Некој план. Прво, таков е механизмот. Не се започнува со градба на гасификација на влада, туку се носи план и се добаваат задачи и се прави гасификација. Апсолутно ви благодарам на понудата, ние ќе се приклучиме, но ние наоѓаме многу проблеми во самиот начин на реализацијата на истото. Тука на вистина ништо не е наведено. Ги имате тие замерки во рамките на Не, ги нема тие замерки. Како нема, ве молам? Еве, беа формирани интерсекторска работна група за квалитет на воздухот. Това се за параметри од 2017 година. А во минатата година подобро работите. Имате само 6 средби на интерсекторската. Од февруар до август немате ниту една средба на интерсекторска комисија. Што па ги знам кои се, да. На 6 октомври, 9 ноември, 19 декември, 1 февруар, 23 август. Пазете, од 1 февруар до 23 и потоа има две на 5 октомври кога настана нели еден ексцес и на 6 декември за кој што велите еве сте прифатиле и сте ги информирале граѓанските здруженија кога сте прифатиле некои нивни предлози. Очетно за што се сработило на тие 6 средби, барем моиве колешки немаат се уште. А вие сте тој што ја менаџирате групата, па не знам, ако вие сте толку информирани дека сме се поделиле, сте требали да ги информирате на таа тема. Јавноста го чув, јас не и читам на социјалните мрежи. Во однос на Еве со кои мерки вие настапивте, госпоѓо Стојановска? Еве во овој сет на мерки од владата. Не, јас имам други. Што предложивте да речете? Да речеме. Има многу мерки кои што ги предлагаме. Први не се биле прифатени колку што... Јас не ги носам со мене, ви велам. Јас имам други прашања моментно. Вака, прво е прагот на алармирање на одва коалиција, односно иницијатива. Најголемиот достиг е што дострел е прагот на алармирање што е намален од Исто на иницијатива на граѓанските организации на одва. Конкретно на одва, значи е намален од моментално на 188, а до 1 јануари 2022 треба стигне до 150 милиграми на метар кубен. Исто така Во интерес на јавноста, кога дојдовме ние, интересорската работна група, заедно со невладините, деновите на загадување беа 10 дена. Последователно. Сега 2. И ги прифативме. Ама тоа се сугестии повторно од прифатени од граѓанската организација. Да, тоа сакам да кажам. Не се намалува процентуално се намалува. Инспектори сугестија дека мора да се зголеми бројот на инспектори. Еве, може да кажам. Значи кога дојдовме ние, буџетот на Државниот инспекторат за животна средина беше 14 милиона. После средбата прва со премиерот Заев и граѓанските организации се зголеми, а една за неколку проценти, а сега е 28 милиони, 28,6, значи дупло повеќе е зголемен буџетот на Државниот инспекторат за животна средина и оваа година ќе има 15 нови инспектори во рамки на Државниот инспекторат за животна средина. Добро е, тоа е за тој конкурс трае. Очекувам бидејќи се споменувало како дупло пари има повеќе, апсолутно. Бидејќи нема доволно инспектори. Уште тоа беше договорено на првата средба на премиерот Заев со граѓанските организации. Во однос исто така на миење на улиците. Никаде не слушнав можност за миење на улиците, кој што во градежниството. Вчера имаше, не ги сте ги видели. Вчера ги мие улиците. Прв пат кога се зголеми температурата над 0. Бидејќи е забрането. А предходно? Под 0 е забрането да се мијат улици бидејќи ќе загинат. Сега почнувате ама вие може да бидете цинечни. Ама замислете на минус 3 степени да се изми улицата и вие водите пешки па да видите. Ама немој после да збориме дека вие сте на власт 2 години. За тие 2 години вие прв пат миете улици. Тоа не е точно. Што се случува со депонијата на опасен линдан за кај Пеленица? Знаете како декларативно ние сега ќе ја заградиме. Ама прво линданот беше исто на одва иницијатива,
сугестијата дека постои една таква дива Линданот депонија. бил многу иницијативи споменувани се, меѓутоа ни една влада до сега него да видиме оваа влада што ќе направи. Линданот 50 години е тука на ова од подручје. 77 година кога престанало да се произведува. И тоа е страшно и најден е линдан и за жал во крвта на деца и така. Затоа и ние на иницијатива на Министерството за животна средина и Министерството за образование се забрани екскурзиите на тој дел. Ние го оградивме тој простор и ќе провериме што Не е ограден просторот, ве молам. и што точно се случува таму, бидејќи мора тоа да го направат стручни лица. Се велите во име на вистината, вие рековте дека е ограден. Ви велам, од вас имаме информација дека не е ограден. Поставени се знаци. Од Министерството за животна средина не е ограден, не е распишано се уште јавна набавка. Вие кажувате информација, велите дека ја давам лажни информации, ве молам. Во планот за јавни набавки, значи оградувањето, а таблата е поставена кој што кажу, има забрана за доаѓање. Експертите кои што се поискусни од мене и од други, ќе направат анализа на теренот за да утврдат. Она што е поважно е тоа дека владата потпиша договор со Норвешка. Не, во Пеленица, во тој дел во Пеленица. Тоа во почеток кога ОХИС постоел и кога се работело, дел од отпадот бил депониран таму по покажување на некои вработени. Тие биле поставувани во бетонски бункери, заштитени некако. Врз тоа, природата од 77 направила од озгора нешто. Така наноси кој што. И затоа треба детално да се испита, да се провери дали како е тоа точно, колку е точно. Затоа е подпишан договорот со Норвешка, кој што треба да помогнат во финансирањето на исклучително еден скап проект. За да се третира, господине Македулио? Па е околу 40 на милиони евра. 40 на милиони евра и сметате дека за жал никој не се решил досега да го прави. Сега има координативно тело предводено од генералниот секретар Рашковски, кој што на крај тоа резултираше на договор подпишан и јавно објавен од премиерот Заев и од норвешкиот амбасадор за инвестирање во справување не, она што е поевтина варијанта тоа е третирањето. Има повеќе технологии. Досега во рамки на УНИДО проектот кој што постои со ПОПС единицата во рамки на Министерството за животна средина и просторно планирање, холандски, грчки експерти имаат изработено техничка студија и упатство како треба да се третира, како треба да се однесува човек кој ќе дојде на тој дел и сега останува да се избере компанија која што го третира тоа. Бидејќи повеќето искуство постои на страна, очигледно ќе се работи за некоја компанија, можеби и од домашни извори, во рамки на одва предизвикот има и добри решенија, например од Фондот за технолошки индустријски развој кој што знаат тоа да го направат и верувам дека со заеднички сили домашни и меѓународни овој очигледно процес кој што трае ќе успееме да го завршиме. Тоа е се супер, но се уште не е заградена депонијата. Мислам, прва забелешка ми е таа. Второ, во однос на планот, еве велите, не сум добро информирана, но имаме една забелешка дали е земено предвид зголемувањето на сообраќајот со нови нели згради, тековни најавени проекти, градби, колку ќе се зголеми, како ќе според досегашното искуство воопшто не се ни бара стратешка оценка за влијание врз животна средина кога се прават градби според за сообраќајот, така зборувате за тоа сообраќајот? Да, дали е земено зголемување, како што? Не, на дуповите не, на ГУП, да, на дуповите не. Не е барана, добиваат од вас решение, односно одговор дека во ред да не се изработува истата од Министерство за животна средина. Ама се Сега ви кажувам. Не, добро, ама вие ми кажувате сега, ама мерка една да ми кажете како. Значи денеска од мене очекувате мерки. Вие имате мерки, вие велите да ги прифатиме. Добро, реков, ако имате добри мерки, да ви кажам еден предлог одма што се случува со правилникот од 1987 година кој што го користите во однос на печките со мал капацитет до 1 мегават за горење на. Дали знаете дека 1 мегават е европски стандард? Ја ве прашувам што се случува. Правилник имате од Социјалистичка република Македонија. Тој ви е валиден. Законот во 2010 не предвидува правилникот да се менува за печките до 1 мегават. А и да е така, мислам, јас не ве разбирам, знаете што каква беше самата приказна со тоа каков загадуваше тоа. Нели зборевте, вие треба да дадете пример, печката во кисела вода, да. Зборувате за печките на депонии, така? Не, на индивидуални, односно на приватни
објекти кои што користат печки за согорување до 1 мегават, тие не се решени со ни еден правилник. Како се користеше тоа, се пресметува чадно-катрански број. Значи само по бојата на чадот се одлучува дали е загадуваш или не е загадуваш. Добро, ние можеме да шпекулираме и театар да правиме, ова мислам многу е сериозна. Ова е сериозна. Дека ќе ги смените тие закони. Кога тоа ќе се случи? Тема во која што за жал здравието на прво место, јас апелирам на сериозност и на помалку театралност. Она што е 1 мегават е европски стандард. За жал некои злоупотребува и тие што имат помалку злоупотребуваат. Имате закон за животна средина, имате закон за третирање на отпадот, по кој што инспекторите можат да постапуваат. Но закон кој што досега не бил тема или правилник во изминатите 11 години. Да, и добро е што сега се појавува како алиби за да не се действува и затоа ние ќе го бајпасираме со работната група што веќе неколку дена работи на изработка на правилникот. Но во интерес на јавноста и на вистината сакам да кажам, има неколку закони по кои што инспекторите можат да постапуваат. И тука да немаме, да не си бараме алиби. Значи, одврзани раце имаат инспекторите. Дека нема законска рамка или со тој правилник немаат никаков начин да реагираат. Апсолутно не е точна информација. Од каде ваков вие си во име на вистината или во име на озбилноста на темата, вие се измислувате самиот инспектор вели дека не може да делува, се велите вие правите театар. Ма што правам театар? Не може затоа што според тој правилник не може да казни некој што користи печка под 1 мегават капацитет. Не, тој може да користи печка под 1 мегават капацитет. Казната треба да е според други страни. Ама да не стави нешто внатре што не треба. Иначе 1 мегават печката не е проблем. Да. Добро, затоа не заради вистината да разбери народот, тоа викам за да не ве свати погрешно. Да разбере народот, да треба. И вие мислите дека ја ви правам приказни. И по закон за животна средина, и по закон за третирање на отпадот. Јас она што го замолувам. Инспекторот, да ви кажем искрено, нема лабораторија каде што може да го направи испитувањето. И имаат акредитирани лаборатории во недоволно. Или има или нема. Има акредитирани во рамките, ама вака не помагате во процесот. Има акредитирани лаборатории во Македонија. Точка. Тоа е факт. И па зошто викате нема? Да не мора да чекаме нели да се прекат материјали. Не, тука има. Иначе обично ги земат резултатите кои што сега збориме за како функционира тоа. Видите, државата, Министерството за животна средина влезе во процес на акредитација на лабораторијата. Бидете уверени дека на некое мерење, кога државната лабораторија ќе каже нешто, исто ќе има сомнеш зашто државата вели. Затоа приватните кои што имат кредибилитет, кои што аплицираат секоја година за стандарди. Тоа влегува веќе во онаа сфера, господин Макредули, на недоверба во институциите, што е присутна. Ранете довербата во институциите. Се сложувам јас. Затоа јас апелирам до граѓанските организации. Можеби граѓаните кои што се греат на јаглен и прават штета на своите деца, повеќе ќе им веруваат на граѓанските организации. Вие правите простор за манипулација, ве молам да тропнат тие на нивните врати, да им кажат дека греењето на јаглен е штетно, а кога ќе речат тие немаат пари, ние ќе речеме да, ние имаме алтернатива, еве ви еколошки извор на загревање. Само така се покажало дека синергијата помеѓу граѓанските организации, јавните институции и приватниот сектор. Тоа како се покажало, вие тоа го проверивте како, бидејќи јас паушално разговарам, вие имате анализа. Има анализа од Екосвес дека 56% од граѓаните би го промениле начинот на греење ако некој понуди алтернатива. Анализа и анкета имаат различно значење за волја на вистината. Затоа што се обидувате да ме обвините дека јас не зборувам вистина. Во однос значи на инспекциите, многу често инспекторите земаат мерења направени од самата компанија, а не ги вршат они, затоа што многу често се наоѓаат во ситуација да морат лично од джеб да платат, па потоа да им бидат вратени парите заради тие приватни мерења, да ги направат во приватни испитувања. Затоа зборуваме за индустријските капацитети, зборувате ги пребацувате од тема, не завршивме ни една работа, погрешен печаток ќе добиат граѓаните дека не сте доволно спремни. Не знам што ви значеше ова за приватни пари дека ги плаќаат, не ве разбрав јас.
За компаниите дека така колку компаниите загадуваат за инспекциите кога земаат примероци за анализа во рамките нели на лабораториите, дека ако иде на приватна они не прават нели вонредни контроли. И кои ги плаќа инспекторите плаќаат приватни А ви се молам, сериозна е темата. Добро, ве молам, сериозна е темата. Не говори. Кажете ми вие дали земаат готови, еве конкретно, дали земаат мерења направени од самата компанија или прават они секогаш мерење при редовна контрола? Дали самите земаат нели мустри за проверка или земаат готови направени од компанијата? Не, повикуваат акредитирана лабораторија. Секогаш, во секој случај. Не е точно, дека има многу случаи кога земаат мерења кои што се направени од акредитирана лабораторија, но од самата компанија. Ама се вие се не верувате во никого. Ама вие не верувате во никого. Не, кога е најавена, збориме за вонредна инспекција. За вонредна. Еве сега кога беше денот на алармирање се направи вонреден инспекцијски надзор во сите инсталации во Скопје. Како е вонредно кога ги најавивте? Што е тука вонредно? Ги најавивте, како не? Кажавте дека ќе се прави инспекција, мислам тоа не е вонредно кога ќе најавите, ве молам. Добро, господин Макредули, имаме уште 5 минути до крајот на емисијата. Еве имаме околу 56 диви депонии на територија на Република Македонија, барем таа бројката можеби се и повеќе и тоа како да се санира овој проблем и околу индустријските капацитети и нивното загадување на воздухот, како одат инспекциите, како се движи и разбирањето од нивна страна. Околу тоа интегриране нели дозвола имаше еколошка дозвола. Прво за депониите. Еве за депониите бидејќи ја споменав регионалниот управување со депониите и решенија за Република Македонија. И мислам дека први ќе почнат во северниот и северно-источниот Пански регион. Тоа се 38 милиони евра од ИПА средства, кои што ќе биде распишан тендер за набавка на трансфер станици, камиони и станица за пребработка. Тоа да се направи бидејќи верувам ќе се согласите цела Македонија ни личи на депонија. Се сложувам, во овој момент се договорија градоначалниците. Условот од наша страна беше да се формира јавно комунално предпријатие помеѓу општините. Тој договор е постигнат минатата недела и кога ќе формираме ние јавно комунално предпријатие, тогаш започна процесот на трансферот на 38 милиони евра. Во Полошкиот регион со помош на швајцарската амбасада и швајцарската агенција за развој, подржан е менеджмент планот како во Русиново, кој што е избрано место за регионална депонија, сето тоа ќе се организира и ќе се направи. Другите 4 региони кои што остануваат, југозападниот, Вардарскиот, Пелагонискиот, Вардарскиот и југоисточниот, ќе бидат дадени на концесија. Условот беше општините да го предадат управувањето на централната власт. Оние први што го завршија, тоа е југоисточниот регион, тоа е Струмичкиот дел, веќе со Европската банка за обнова и развој има една иницијатива и верувам дека и таму ќе можеме да се пофалим. Концесионер од земја или од странство? Кој што ќе се јави на 30 години, услов ќе биде да јавните комунални предпријатија кои што постојат во овој момент продолжат да работат и тие го доставуваат отпадот. Од друга страна останува Дрисла како еден судски статус кој што во овој момент е непознаница за никој, за жал, во она што мене ме загрижува. Зошто непознаница? Па затоа што кога се во овој момент не припаѓа на никого. Од тој аспект, после одлуката на управниот суд можеле да донесат поинаква одлука, не ќе да се мешам во таа судска одлука, но она што мене ме загрижува што кога ние мора да преидеме во еден процес на третирање поинаков на отпадот, на обработка, на преработка, повеќе рециклирање, повеќе селектирање од сето и тоа мислам дека новиот концесионер или стариот кој ќе биде ќе мора тоа го прави. И кога во лето, кога нели не се грее, не се ова, пак има менорна загаденост, иако ние не ја гледаме како смоки, како тоа. Јас Дрисла не е проблем за Скопје заради ружата на ветровите. Пиковите во период во Карпош не се. Не од Дрисла, него воопшто велите нема проблем. Вака се, ако може да завршам за Дрисла. Иначе, ако може за Карпош, ке кажам. Ќе бидете изненадени од студијата од Светска банка. Ќе видите некои податоци кои што ќе кажат за други типови на загрито. Она што за Дрисла, значи кога ќе тој што ќе биде исправен пред големиот предизвик како поинаку да се обработува и третира отпадот. Тоа е мислам дека една лекција што е научена во овој период. Од друга страна, во однос на рек Битола, процесот до
А интегрирана дозвола води преку согласување на оперативниот план. Од двете страни на некои состаноци што ги имавме досега, формирани се преговарачките тимови. Утре јас имам состанок во 9:30 со преговарачкиот тим од Министерството за животна средина и просторно планирање. Расположени се ли да имплементира таква дозвола и ако кошта, видете, веќе немаме право на избор. Може би некој мислеше дека не, апсолутно. Некој мислеше дека и Осло може би ќе работи со јаглен 100 години. Ама се кажи сега тоа ќе биде фотоволтаична централа, 1000 зелени работни места, која што ќе произведува обновлив извор на енергија. Веќе денеска во Европа вие не можете да добиете од Европска банка кредит за термоелектрана, не можете од осигурителна компанија да добиете осигурување за инвестиција во термоелектрана и практично нас не и да сакаме и да некиме, мора да влеземе во тој процес, а тој процес практично го следи стратегијата за енергетика на масовна примена на обновливи извори. Пред некој ден на претенички прашања зборуваше премиерот Заев за давање на државно земјиште на кое што ќе може да се понуди или фотоволтаик или енергија од ветер, каде што со најниската цена, со премиум тарифа, ќе се понуди. Македонија го има сонцето, така добро, да се искористат тие природни. И затоа и пред некој ден бевме во првата фабрика во Македонија што произведува фотоволтаици, за да може да бидеме пример за сите дека поинаку можеме да ги третираме работите. Многу време е изгубено, ама не ни помага јас да ги обвинувам никој во минатото, туку целата своја енергија и одговорност, значи ја превземам одговорноста, не бегам од тоа, треба да ја насочиме во спроведување на активностите на повеќе полиња и тоа одеднаш. Ние веќе заврши емисијата, сакате уште нешто на кратко сосема да кажете на крај? Во однос на отпадот, тоа е тек, повторно е ке, значи ќе се врзуваат општините, ќе бараат модуси, на кој начин ќе се бараат, завршено е тоа. Да, знаете веќе на кој начин ќе се стимулира собирањето, селектирањето, рециклирање на пластика, кај ќе се постават тие мрежи што викате за собирањето на отпадната пластика, на кои колку места, сите реки се сите, и плюс во северно-источниот регион има и третирање и затварање на дивите депонии. Тоа е исто предност во рамки на проектот. Јас ви благодарам за ова гостување. Ова е широка тема. Многу широка. Тема утре другаде можеби нема да дозволиме и вето од Европската унија за ова Тоа ќе биде еден од најголемите предизвици заедно со Министерството за земјоделие. Требаше да се започне многу порано. Евра треба годишно така за. Јас сакам. Ама како сакате? Вие сте 2 години на позиција да Европска комисија ги дефинира почетокот на скринингот. Дај Боже да беше животната средина. План за намалување на аерозагадувањето, вие го ветувавте во својата предизборна кампања. Требаше започне многу порано, го ставате во момент на веќе 2 годишно постапување на позиција на заменик министер. Имаме со времето малце проблеми, ама тоа не ни помага исто. 2 години се, да, и велите за 2 години ова ќе се деси, сте уверени, супер звучи сето тоа и направено. Ама еве јас повторно ќе се вратам, може ли да завршам? Јас превземав обврска и за јавни дебати и надзорни расправи во собранието. Уште еднаш на денешниот извештај. Емисијата е завршена, ќе бидете ли кратки со една реченица, веќе навлегуваме. Ќе се вратам повторно на извештајот дека независно што вие инсистирате на тоа дека домашното огрев е најголем загадувач. Не, јас не инсистирам, професорите го кажуваат тоа. Ама сега добро, јас тогаш велам дека ревизорската тогаш велам дека извештајот на ревизорското тело вели дека индустријата најголем загадувач. Еве тоа велат и ревизорите. Зашто верувате вие повеќе на професорите отколку на ревизорите? Јас повеќе верувам на професорите што се бават од таа област. Затоа што повеќе ви одговара. И затоа само сакам да завршам. Во однос на рек Битола, кој што е најголем индустријски загадувач, најавивте нешто и јас стојам на тоа дека не го исполнивте. Се уште, дај Боже, и чекам на вас до октомври на 2019. Па како не го исполнив, а викате октомври 2019? Затоа што не запишано во оваа емисија, така остане запишано и ќе ве викнеме повторно и ќе ве поканеме да дека рек Битола ќе дојде до ситуација согласување на оперативниот план за добивање на интегрирана. Извинете, вие најавите ќе добие што бевте дел од самовистина, што ги крстивме аргументите, јавноста е тука да суди и да цени, меѓутоа не да суди, чисто да сме информирани до каде стојат работите и вие како влада и невладиниот сектор е тука да ви дише во врат. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и благодарам за вниманието на граѓаните што не следеа. Довидување.